Генетско инженерство, биотехнолошки анализи, создавање гранулирани микроорганизми. Македонија е се поблиску до модерните светски лаборатории. Од Фондот за иновации и технолошки развој велат дека го препознале новиот пристап во медицината со 96.000 евра. Во двете лаборатории се прават повеќе од 150 анализи. Сеопфатните анализи се секвенционирање на геном и на екзом. Тоа всушност представува отчитување на генетската азбука што ние ја носиме секој поединец, значи од ден 1 па натаму. Всушност ние делуваме проактивно кон нашето здравје и можеме да ги увидиме сите ризици. Според Кунгуловски, лабораторијата за генетско инженерство е единствена во регионот од ваков тип. Со еден маркетинг пристап да ја освоиме и првично Балканот, па и Европа со овој тип на анализи. Се надеваме дека и следните повици на Фондот за иновации ќе бидат набрзо објавени. Од годинава Фондот за иновации го проширува опсегот на финансирање. Пари ќе има и за малите и средни предпријатија кои ќе понудат иновативни проекти за проекти кои ќе обезбедат технолошки развој, ќе отворат нови работни места. Околу 50 милиони евра се обезбедени од буџетот со планот за економски развој. Намерата да се променат критериумите одеше паралелно со тоа. Нормално, ако поттикнеме поголеми компании да аплицираат, поголемите компании имат и поголеми потреби, доаѓаат со поголеми проекти. Размислувавме со планот на економски раст, тоа ќе го спроведеме во практика, да износите на средства кои што ги доделуваме се зголемат. Ако претходно ограничувањето било до 100.000 евра, со планот за економски раст одиме до 20 милиони денари, тоа се некаде околу 330.000 евра. Македонија има потенцијал за иновации, досега најголем дел се во IT секторот. Подготвуваме веќе два предизвика, кои што ќе ги објавиме веднаш во почетокот на 2018 година, кои што ги работиме повторно заедно со Министерството за образование и наука, предизвик за иновативни наставни помагала, и развиваме нов предизвик со Министерството за труд и социјална политика под работа наслов #оброк за сите. Фондот за иновации досега има потпишано договори за проекти во вредност од речиси 2 милиони евра.